Зобек Мининг е спорната компанија со која Јован Деспотовски склучувал договори за зоните во Струмица и Штип, и тоа се договорите за кои се води истрага, дознава Алфа од своји извори. Најверојатно договорите за нивелирање парцели во зоните Струмица и Штип за подготовка на терен за поставување соларни панели се токму причината за чешлање на тендерите. Надлежните истражуваат дали Деспотовски ги токмел тендерите за токму Зобек да ги добие. Финансова заедно со обвинителството отвори предмет за Деспотовски за проневера на 2 милиони евра во ТИРС преку склучени тендери за зоните во Штип и Струмица. Инаку претходно дел од медиумите објавуваа дека се работи на истрага за фирма која имала 5 тендери во ТИРС за изработка на инфраструктура во економските зони во Штип и Струмица, а истата фирма била учесник и добитник на договори за набавка на јаглен за рек Битола. Медиумите пишуваат дека од февруари 2022 па до март 2024 Зобек Мининг добила сделки од ТИРС во висина од околу 22 милиони евра, а од друга страна пак компанијата склучила договор со рек Битола за набавка на јаглен во вредност од над 20 милиони евра. ВМРО ДПМН додека беше во опозиција пак предупредуваше дека во ТИРС се склучуваат тендери за зоните кои се празни во Штип. Нивните податоци во 2023 покажаа дека компанијата има склучено само 4 тендери и сите 4 се од ТИРС откако на чело на дирекцијата дошол Јован Деспотовски. Инаку вчера судот одлучи да му го одземе пасошот на поранешниот директор на ТИРС и тој има обврска повремено да се јавува на суд. Се сомниче за злоупотреба на службена положба. Деспотовски во изјава за Алфа вчера пак кажа дека бил повикан на информативен разговор, но посочи дека постапката не би ја коментирал. Не би коментирал на вистина ништо за постапка, затоа што мислам дека стварно коректно си ги водат постапките институцијата и не би сакал се на нив да им се нафрлам било што, па кажем дека цела ситуација очигледно е непрофесионализам. Инаку тој во јули поднесе оставка од функцијата директор на зоните по промената на власта, а после изборите се појави како гласен критичар на политиките на СДСМ.